Во 2001 година Македонија се соочи со најсериозниот безбедносен ризик во својата историја. Вооружен конфликт избувна помеѓу силите на државата и терористичката група која што се самонарече УЧК или Ослободителна народна армија. Судирите започнаа во северните и северозападните делови на земјата. Танушевци, Тетово, Куманово. Конфликтот брзо се прошири, носејќи жртви, неизвестност и страв. Но по неколку месеци со политички договор беше ставен крај на насилството. Се сеќавате на Охридскиот рамковен договор или Охридската рамковна капитулација, која што е денеска дел од преамбулата на Уставот на Република Северна Македонија. Внесена е во Уставот кога е сменето и името на начин на кој што беше сменето во 2019 година. Во 2001 мирот беше зачуван, но цената беше висока. Ова е второ видео од серијалот кој што ќе го направам. Се надевам за сите што ќе можам, за кои што ќе најдам материјали кои што го положија животот за Македонија во таа 2001 година. Мислам дека е тоа најмалку што можеме да го направиме за нив. Јас сум Филип Петровски, добре дојдовте на мојот YouTube канал. Март 2001 година. Македонија влегува во еден од најтешките периоди во својата историја. Во планините над Скопје, кај Танушевци, почнуваат првите вооружени судири. Државата се обидува да ја задржи контролата и на терен одат луѓе, офицери, војници, татковци. На 28 март, еден од нив нема да се врати. Танушевци станува една од првите кризни точки. Терористите, кои што се самоименуваа како Ослободителна народна армија или УЧК, воспоставуваат позиции на планинскиот појас на Скопска Црна Гора. Патиштата ги минираат, движењето станува опасно. Секоја патрола е ризик, секој чекор е неизвестност. Во такви услови се носат одлуги што не можат да чекаат. Капетан прва класа Љупчо Мирчовски, офицер на воената полиција, командант, но пред се човек со семејство, сопруг, татко на 2 ќерки, човек кој што знае што значи должност и што значи да се застане во одбрана на државата кога е најтешко. Во време кога опасноста е реална, тој не се повлекува, тој оди напред. Пред да тргне на терен, ситуацијата бара хитна реакција. Одлуката е брза. Мора да биде брза. Нема простор за двоумење. Во тие моменти одговорноста паѓа врз луѓе кои не прашуваат дали е опасно, туку дали е потребно. И Мирчовски тргнува. 28 март 2001 година. Попладне. Околу 17 часот и 15 минути. Група војници се движи кон селото Рамно. Возило армиско пух. Патот изгледа мирен, но под таа тишина се крие закана. Под земјата е поставена противтенковска мина. Еден момент, еден чекор и се менува.
експлозија. Силна, ненадејна, кобна. Капетанот Љупчо Мирчовски загинува на лице место. Останатите војници се ранети. Но ова не е единствена приказна. Ова е дел од многу приказни, дел од многуте жртви што беа дадени таа 2001 за Македонија. Во тие денови на различни места низ Македонија паднаа луѓе што ја бранеа државата. Веќе снимив едно видео, еден омаж за полицајецот Чедо Додевски, кој што може да го погледнете исто на мојот канал. Човек кој исто го даде животот на линија помеѓу должноста и опасноста. Има различни униформи, различни позиции, но иста цел – Македонија да опстане. Од Мирчовски остана семејство, сопруга, две ќерки без татко и родители кои го испратија својот син таму каде што денес почива. Посмртно е одликуван со медал за храброст, но ниедно одликување не може да ја замени загубата. Жртвата на Мирчовски и жртвата на Додевски не се само дел од историјата. Тие се дел од темелите врз кои што денеска стои државата. Денеска, 25 години подоцна, планините се тивки, патиштата изгледаат обично. Но мирот што денес го живееме не е случаен. Тој е платен со голема жртва, со храброст, со одлука, со живот. Ова е приказна за должност, за жртвата и за луѓето кои не се повлекоа кога беше најтешко. Слава му на капетан Љупчо Мирчовски и сите што застанаа во одбрана на Македонија. Никогаш нема да бидат заборавени.